15 работници го изгубиле животот минатата година додека ги извршувале работните задачи, а 133 се повредиле за време на работа. Најголем дел од несреќите се случиле во јавната управа и одбрана, како и во прехранбрената и градежната индустрија. Здруженијето за заштита при работа го представи најновиот извештај според кој најмногу од несреќите се случиле во Скопје. Според нашиот извештај, јавната управа и одбрана минатата година имаат најголем број на повреди, потоа следи прехранбената индустрија, градежништвото, па потоа се оние дејностите во домаќинството, тука се првично земјоделските работници, затоа што многу од земјоделските несреќи во генералниот извештај на ниво на Македонија се вбројуваат како сообраќајни несреќи. Од здруженијето апелираат дека е потребно инвестирање и изградба на култура на превенција со цел во иднина да се избегнат незгодите. Тоа не подразбира само активни кампањи, туку и конкретни законски мерки и обврски за евидентирање на сите несреќи и повреди. Потребно е да имаме ново законско решение кое што ќе биде и јасно, концизно, недвосмислено и ќе може да биде применливо на терен. Градоначалникот на општина Аеродром, кој беше домаќин на одбележувањето на Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, ја истакна значајната улога на општината во заштитата на вработените. Општина Аеродром во текот на минатата година, односно конкретно минатата година, набавивме комплетно нова заштитна опрема согласно европските норми за сите наши сезонски работници кои што се ангажирани, да се повеќе од 100 работници. За среќа веќе неколку години уназад ние како општина немаме повредени и не дај Боже починати работници на работното место. Според извештајот на Здруженијето за заштита при работа, директните загуби кои ги трпи Македонија во компензација на повредите се над 400 милиони евра годишно.